Ќе се соочи ли Заев со отпор од своите за владината коалиција со Ахмети? Дел од порталите на албански јазик пишуваат дека подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири и Фадил Зендели од Беса се незадоволни од одлуката на Заев да коалицира со интегративците. Наводно му се заканиле со негласање за владата доколку биде продолжено партнерството со Ахмети. Зекири остро се спротивставувал на нова влада повторно со ДУИ, а Зендели бил уште поодлучен предупредувајќи го лидерот на СДСМ дека ако се договори со партијата на Ахмети, тој ќе излезе од коалицијата и ќе действува како независен пратеник. Зекири не одговараше на телефонските повици за да ја потврди или демантира оваа информација, додека Зендели беше воздржан во коментарот и рече дека ќе го чека финалниот исход од преговорите за влада. Да видиме што конкретно ќе биде договорено, па потоа ќе го изнесам мојот став. Инаку на денешната средба на Заев и Ахмети се очекува конечен договор за формирање влада. Вчера соопштија дека е постигнат напредок во преговорите. Двете партии информираа дека има начална согласност во однос на распределбата на одговорностите според ресори, без да открија детали за кадровските решенија. Според она што се шпекулира во јавноста, министерските позиции се веќе договорени, а средбата Заев-Ахмети е само проформа. Постојат различни информации. Според едни, првата година неофицијално премиер ќе биде Насер Зибери. ДУИ би ги добил и министерските места во одбрана, МВР, екологија, информатичко општество и администрација и вице-премиерско место. Министерството за правда останува во рацете на СДСМ, а неофицијално ќе го води Никола Димитров. И во финансии неофицијално ќе седне социјалдемократ. Според шпекулациите и секторите образование, здравство, труд и социјала и земјоделство ќе го водат кадри на Заев. Други информации пак говорат дека ДУИ нема да добие дел од премиерскиот мандат или евентуално само во техничката влада, а би ги добил и МНР Министерството за финансии, за каде се споменува Фатмир Бесими. Во тој случај министар за внатрешни работи повторно би бил Оливер Спасовски, а Талат Джафери во сите варијанти е опција за спикер на парламентот.